Добар ден, почитувани гледачи. Еве неповторно во редовниот термин за Агроисток, во која и овој пат донесуваме повеќе актуелни содржини. Останете на оваа фреквенција. Како да се заштитат шумите од ерозијата по пожарите? На оваа тема беше реализиран проект во Пехчево со учество на компетентни од областа на шумарството. Анализирајќи ги само последните 10 години, значи во фокус на оваа анализа ни се ставени, на територијата на општина Пехчево од вкупната површина под шума има изгорено некаде околу 1000 хектари за 10 години, што значи дека тоа е еден добар процент од целата површина на шума, при што ни се јавуваат пожарите како најголема закана во моментот по шумите. Со сите други закани или појави елементарни, како и да ги наречеме, се справуваме многу полесно и подобро, но овдека имаме веќе проблем. Од таа причина, можем да кажем сега и за Берово, нели? Додека на територијата на општина Берово, која што и по територија е поголема, исто имаат таков проблем со пожарите во шумите. Можем да го спомнам само последниот во 2007, мислам поголем пожар, каде што изгореа 1047 хектари од шума во 2 дена. Значи тотално уништено подрачје, промена на целата територија. Како да се справиме веќе со ефектите после пожар? Ова се веќе репресивни мерки, да ги кажеме, каде на поразвиени релјефи и терени природната обнова оди многу потешко. Овдека мора да се помогне од страна на човекот, мора да се изведат конкретни активности и мерки, каде што овдека со оваа проектна активност ние го демонстриравме. Тоа во минатото било праено, во Македонија биле спроведувани такви активности, но во последните 30 години тоа престанало. Сега повторно сакаме да дадеме акцент дека е нужно, потребно тој фонд за пошумување на голини и ерозивни места да се поново реобнови, ревитализира и да почне да функционира во државата. Штетите од пожарите се многу кратни. Значи не се само директните штети, ние ги викаме директни штети, штетата врз дрвото или штетата која што се јавува на лице место. Значи тоа е пресметлива бројка. Значи единица површина, кубни метри дрво, по пазарна цена, тоа е лесно пресметливо. Но 10-кратно се поголеми штетите кои што се ги викаме општокорисните функции на шумата кои што се губат. Имаме уништување на цели територии. Значи појава на ерозивни процеси кои што понатаму предизвикуваат појава на поплавни бранови, затрупување на сообраќајници, наносот кој што се јавува веќе е неколкократно позголемен, со транспорт преку речните корита се транспортира до акумулациите, кои што животен век веќе почнува да им се намалува, односно на кратко штетите се неколкократни зголемени. А ако почнеме да ги збориме во една студија, се кажани дека има околу 5000 општо корисни функции на шумата кои може да се набројат и се важни за човекот, за општеството во кое живееме и заедниците каде се наоѓаме. Предвидуваме, многу е важно со надзор на стручни лица, ова е токму оваа проектна активност, како развиени релјефи, каде на една пожарена шума веќе имаме појавено обнова и пошумување, за да тие одредени предели кои што се многу развиени, силно развиени, се појавиле веќе процеси на ерозија и овдека вегетацијата не може да почне да се обновува самата од себе и е потребно да интервенира човекот. Односно, со правење на така наречени фашини, со правење на плетери, со правење на контурни ровови и така натаму и така натаму. Шумските пожари се како појава, како процеси присутни на планетата Земја, особено во земјите каде што климатските услови се во прилог или се во функција на шумските пожари, меѓутоа значајно е тука да доминантно не е природата во прашање, него сепак е улогата и влијанието на човекот. Во многу земји, во нашето окружување и пошироко Медитеранот, многу пожари
значи се креирани и се дело на човекот од многу аспекти. Прво трансформација на шумски земјишта за друга намена, пред се за урбанизација и така натаму, значи многу шуми се жртва или се опожарени како резултат на човечката алчност, заработка, профит и така натаму. Последиците после шумските пожари се големи, за жал. Не само кај нас, да речеме и во регионот, па може би и во Европа. Значи ова прашање односно колку се и какви се штетите од шумските пожари, експлицитно досега врз основа на одредени критериуми и принципи не се целосно расветлени, со аспект што шумите имаат многобројни корисни функции. Според незванично, односно да речеме во рамките на нашите струки, во шумарството значи се кажува дека директната корист од шумите, односно дрвото како дрво, значи дали тоа е како техничко дрво или огромно дрво, учествува само 10% од вкупната вредност на шумите. Значи, опште корисните функции или другите функции на шумите се многу позначајни во однос на непосредната корист, односно дрводобивот од шумските екосистеми. Тука е пред се регулирање режимот на водите, воздух, условно речеме шумите се столб на другите екосистеми. Без шума немаш почва, немаш вода, немаш воздух. Значи, после пожарите постои законска регулатива, доколку нема природна обнова, значи субјекти кои што стопанисуваат со шумите, без оглед дали тоа се приватни или државни шуми, должни се да превземат мерки за вештачко обновување на шумските екосистеми. Меѓутоа, со шумските пожари ние губиме нешто веќе шуми кои што се создавани низ децении, да не речам низ векови. Значи тука се губаат бројни функции. Една млада шума или подигната шума со неколку годишна возраст не може да ги замени функциите на една зрела шума која што да речеме дава многобројни функции. Според некои литературни понови информации, значи јас во моите некои трудови сум кажал дека и јас како шумар генерално, значи не ги знам сите функции на шумата. Според некои последни информации, значи негде бројката е над 5000 општо користни функции на шумата, почнувајќи од надземниот, значи до подземниот дел, односно кореневиот систем. Значено е што во минатото, мислам во Македонија направено во делот не само на противерозивното редување и во делот на проширување и зголемување на шумскиот фонд. Тоа е благодарение во тоа време на постојањето на фондот за пошумување на голини и ерозивни земјишта, кој што постоеше негде до 90-те години. Иако јас во некое време бев и помошник министар кој се донесуваше новиот закон за шуми, се залагавме за возобновување на фондот за шуми, се во функција значи на подигање на нови шумски екосистеми таму каде што условно за тоа има неопходна потреба. Не успеавме во тоа време да се избориме за фондот за шуми, иако невиновно со оглед на состојбите во Република Македонија, со оглед на потребата од такво нешто, значи се залагаме за обновување на фондот за шуми како можност каде што реално на долги патеки може да се креираат програми кои што ќе бидат во функција значи на обновување на настрадали шумски екосистеми или подигање на нови шумски екосистеми. Денеска не може да се пофалиме, значи она што ги имаме ние како бројка, значи подигнати шуми по вештачки пат, значи тоа се негде повеќе од 10% од вкупните шуми во Република Македонија или изразено во хектари, по различни информации, Завод за статистика, нашите информации шумарство така натаму, значи тоа се негде меѓу 120 и 150 илјади хектари вештачки подигнати шуми, кои што веќе денеска некои од нив веќе се во фаза каде што има и економски вредности, односно веќе се во фаза на користење. За жал денеска не може да се пофалиме дека имаме на тој план нешто направено во поголем обем со кампањата Ден на дрвото или Денот на дрвото, да речеме пред се во функција на подигање на свеста, значи воопшто кај пошироките народни маси, значи почнувајќи од најголема возраст, значи за местото, улогата, функцијата на шумите. Немаме се уште да речеме онај стратешки аспект према она што значи нови шуми, нови шумски екосистеми
Јас повеќе сум поборник како негде во Македонија, значи сакаме нешто да направиме, пример, оваа година да земеме акцијата да спроведеме на подрачите на општина Пекчево. Значи другата година да одиме во Битола, а да знаеме во еден простор подигуваме на поголем простор еден шумски екосистем кој што понатаму ќе го негуваме, ќе го чуваме, одржуваме и од кој што ќе имаме позитивни резултати. Денеска сме распрскани на различни делови во Македонија, таму негде чепни вамо, мислам ефектите изостануваат. А во последно време разни турбуленции го следат сточарството. Незадоволство од откупната цена на млекото, јазлеста кожа, затворени добиточни пазари. Дали и како сето ова се одразува врз работењето на преработувачите на млеко? Во последно време се случуваат различни турбуленции во делот на млекопроизводството. Производителите негодуваат поради ниската откупна цена. Како ја коментирате ваквата состојба? Ние се ставаме у ранго на средна големина на млекара, може да се каже најголемо источниот дел на Македонија, со дневен откуп на млеко од 5 до 10 тона, зависи од периодот. Цената кај нас на млекото е се уште на некој начин стандардизирана и непроменета. За разлика од другите имаме поголема побарувачка, мислам, понуда на откуп на млеко од други региони. Ние откупуваме од Штип, Кочени, Свети Николи и Пробиштип. Сега имаме понуда на млеко од Радовиш, дел од Струмица, дел од Берово, каде другите млекарници ја намалуваат цената, ние остануваме на иста. Нашата откупна цена се движи од 19 до 23 денара. Најниската е 19 до 23 денара. Како оди со исплатата? Исплатата оде редовно, трудиме се што може побрзо да ги исплатиме, тие сточарите имат проблем. Кооперативна соработка. Што освен редовната исплата им нудите на вашите кооперанти? Па нудиме и помош со храна. Имаме некои површини од околу 200 хектара со пченка, јачмен, детелина дел и им ги нудиме на нив и после на исплата од 3 до 6 месеца да не им ствараме поголеми олеснови. Каков е сортиментот на производството и како оди со пласманот? По производството ние сме сконцентрирани повеќе на течниот програм, тоа е јогурт, кисело млеко, павлака, млеко и мал дел оде за сирења. Некаде 90% од производството ни е у течниот програм. Квалитетот е, мислам, веќе докажан, повеќе години, повеќе од 40 години обстојува оваа млекара, има стекнато некој квалитет, некои брендови што им се познати и за квалитетот секојдневно се грижиме, но стоп испраќаме мостри на испитување у ветеринарен институт од Скопје за квалитет, за хигиена. Дали во иднина планирате воведување на нови производи? Па да, некаде за месец дена ќе стартуваме со нови производи, со пробиотски јогурт и пробиотско кисело млеко. Дали појавата на јазлеста кожа се чувствува во делот на откупот на количествата млеко? Па во моментот не. Во првите ден, 2-3 се јави некој таков проблем, каде што првото жариште беше во Лакавица, мислам, али ние на тај дел не откупуваме од тај дел млеко, али имаме поголема понуда на млеко од тај дел, зашто дел од млекарите што го откупуваат тај регион им забранија, само може локалната млекара да го откупува. Значи тоа не влијае, оваа болест не влијае на квалитетот на млекото, на исправност на млекото, него само да не се шире болеста со други превозни средства што. Какви се ефектите според вас од мерките на владата за стимулација во сточарството? Па тоа е добро државата што дава субвенции и сега нови проекти што има на владата за враќање на во село на луѓето, со помагање, со тие. Мислам дека кај нас земјоделците голем дел се усоврши во последните 10 години со модерна механизација, со нова механизација, со тие 50-50 преку ИПАРТ, преку Агенцијата за финансиска поддршка што одат. Мислам дека добро се движи. Општина Штип во развојот на Лакавичкиот регион досега има вложено над 4 милиони евра. Приоритет беше ставен на патишта, улици и водоводи. Да го проследиме првиот прилог за селото Суво Грло.
Со денешното пуштање во употреба на локалниот пат до Суво грло се заокружуваат напорите на локалната самоуправа за создавање услови за подобар живот во руралните средини во Лакавичко. Еве денеска имаме среќа нови луѓе да им дадеме шанса и надеж да обстојат на своите предедовски огништа, да ги обноват своите куќи, да се вратат, затоа што овде има идеални услови за сочарство, за полјоделство, за лозаровоштарство. И лично мислам дека тоа нека биде поттик да го развиват ова село и овој крај, затоа што на Штип и на Македонија треба здрава храна, а тука има идеални услови за такво нешто. Преобразбата на селата преку подобрената инфраструктура е резултат и на координираната активност на локалната со државната власт. Проведувањето на дело од страна на градоначалникот и неговиот тим покажува дека Република Македонија се грижи за секоја педа земја, така да и на простор каде што има многу малку жители, таму се труди и градоначалникот и владата да се овозможи тие луѓе достоинствено да живеат. За жителите во Лакавичко патиштата значат нова етапа во нивниот живот. Се оствари нашиот сон, голем сон, што го чекавме 70 години. И сме благодарни на владата на Република Македонија и на градоначалникот и на советниците од општина Штип. Ние пред неколку години лувавме тука со патот, немавме никаков премин, по 2-3 месеца немаме, кружевме преку други села со трактори, со други средства. Патуваш 30-40 минути, тука 3 километра, а сега патуваш за 3 секунди. Но патот до Суво грло е само еден од многуте проекти кои Штипската локална самоуправа ги има реализирано во овој регион. Прво мора да кажам дека ние на почетокот го направивме патот до Мантово. Значи Мантово е толку близко Весешко езеро до нас, а толку далечно до Штипјани. Од моментот на изградбата на тој пат, стотици граѓани одат на Мантово секоја година и веднаш да кажам дека направија многу своји објекти, вили и објекти за одмор и релаксација, тоа Штипјани се таму присутни, а не Радовишани. Потоа за селото Брест направивме обнова на водоводот, селската каптажа, направивме ова чешма и плоштад, имаме одлично улично осветлување и помогнавме за манастирот Свети Пантелеймон. За селото Пиперово, кое е едно исто таково село, каде има многу малку жители, некаде околу 12, го обновивме патот, тој беше комплетно оштетен и од клизиштата заради поплавите не може луѓето да отидат до своите куќи, тоа е комплетно реновирано. Помогнавме за црквата Света Богородица и изградбата на селската чешма, а се уреди просторот околу селските гробишта. Горачено е село со 12 жители, таму направивме 3,5 километри пат и направивме проект за изработка на пат од Горачено до селото Танатарци. Селото Пухче е село каде има 30 на жители, таму успеавме да направиме некаде околу 3 километри асфалтен пат, направивме селски плоштад. И мора да истакнам дека остана уште малку да се доправат, оваа година ќе го завршиме целосно и поврзувањето од селото Лакавица. Во Лакавица го произведовме водоводот, направивме автобуска постојка. Има уште неколку барања на жителите, верувам дека и тие ќе ги реши во наредниот период. Во селото Селце деновиве работат машините на Колетранс, таму ќе асфалтираме сите улици. Тоа е село во кое живее турско население доминантно, има и македонци, срби и власи. Таму направивме 4 чешми, ќе направиме и спортски терен за децата, а заборави да кажам дека за село Лакавица до училиштето ќе направиме спортски терен за децата, за да и тие имаат исти услови за живење како и во градот. Во селото Долони ги направивме скоро сите улици, го асфалтиравме патот до црквата Свети Илија. Направивме проект за асфалтирање улиците во село Долони, таму направивме плоштад. И генерално во село Љуботен во овој момент се работи за убав плоштад со уредување на селската чешма. Направивме проект за изработка на нов водовод, чекаме средства од Агенцијата за рамномерен регионален развој, се надевам дека ќе ги добиеме и ова година ќе го решиме водоводот на ова населба. Во овој дел останува да го направиме патот од населбата Деснаци во Штип до селото Чифлик, Сокраци, до селото Липовдол, Долани и Љуботен и мислам дека Лакавичкиот регион ќе биде комплетно направен. И сега луѓето од Степанци очекуваат ова да го слушнат. Степанци е село каде не сме направиле ништо, тоа е вистина. Овој пат од 4 километра, што денеска ќе го пуштиме, води до селото Степанци. Направивме проект од Суво грло до Степанци, кој е долг 1,5 километар. Тој пат, верувам, живи здрави до нова година, ако не успееме, ветивме до Ѓурѓовден едната година да биде пуштен тој пат. Така да, уште 2 села во нашиот Лакавички регион останаа без патна инфраструктура, а тоа е патот до Степанци и патот до Танатарци, кој е завршен. Јас сум убеден дека во мојот мандат и тоа ќе го направиме. Сакајќи да покажам колку се битни селата, само да кажам дека и владините политики кои даваат силни стимулативни мерки во делот на земјоделието,
во сите делови, дали во одгледувањето на стока, сточарството, лозарово-штарството, пољоделството, стимулираат луѓето да се враќаат во селата. Ние тоа го правиме 3 години и мислам дека го направивме на најдобар можен начин. Жителите на Лакавичкиот регион, кои беа оставени сами на себе со децении, кои со изградбата на браната Мантово беа принудени да се селуваат, ќе добие до 2025 година нешто многу убаво, а тоа е магистрален канал за наводнување на нивните жедни полиња, кој ќе оде од браната Мантово под селото Лесковица, Суво грло, Пухче Степанци, Селце, Драгоево, се до Софилари, ќе поминува и преку Лакавица и мислам дека тоа ќе биде голема придобивка и тоа ќе биде голема инвестиција, да водата која природно течела во овие простори, да тече повторно и ги наводнува нивите, така да луѓето ќе имаат причини повеќе да се враќаат. Се надевам со изработката на овие патишта и премините преку река Крива Лакавица, веќе нема да ги имаме сите оние проблеми кои ги имаме во текот на поплавите, да имаме прекини, да луѓето имаат навистина проблеми. И затоа ми е мило што советниците на Советот на општина Штип носат такви одлуки, да ми даваат шанса да ги реализираме овие проекти. Финансирањето на овој проект е од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, кој инвестира 13 милиони денари, тоа е некаде над 200.000 евра. Општина Штип плаќа 3 милиони денари и плюс го плаќа данокот од додадена вредност, некаде исто тоа ќе испадне уште 3 милиони денари. Се на се целата инвестиција околу 20 милиони денари или 350.000 евра. Некој ќе рече, за 5 жители и за 5 куќи треба да се прави таков пат. Да, ние ќе направиме патишта во сите села. Да ви кажам дека и за селото Шопов ќе направиме проекти, иако таму нема нито еден жител, бидејќи има најава за враќање на жителите во тоа село. И лично мислам дека и во Ново село да имаше куќи, во Ново село кое се наоѓа овде, ние имаме уште едно Ново село, меѓу Брест и магистралниот пат, мислам дека и таму ќе направиме патна инфраструктура. Исто така да кажам дека овде се наоѓа и ловештето на Серта, направивме проект за пат до селото Патрик, каде ќе имаме навистина одлични услови за ловен туризам. И јас да ви се заблагодарам на сите што денеска дојдовте да ни достоите овде. Морам да ветам дека 350 проекти завршивме, имаме уште многу работи да ги довршиме, престои интензивна градежна сезона. Јас се заблагодарам на мојот тим кој навистина ги направи овие проекти, на тимот од собранието кој ги тендерираше овие проекти со најтранспарентни јавни набавки, да му се заблагодарам на Коле Транс и неговата компанија, неговите вработени за одличната изведба. А тука за овој пат беше ангажиран Тоши Ѓоргиевски, кој моментално не е овде, но генерално тој водеше целата процедура околу неговата изградба. На жителите од Суво грло да им посакам да се вратат, да ги обноват своите прадедовски куќи. Тие куќи се направени од непечена цигла, гледам крововите се паднати, а циглата обстојува. Значи е шанса да се вратите, затоа што овде има услови за добар живот, а ние ви направивме само една мала шанса да навистина животот биде попријатен. И како што е вообичаено, лентите не ги сече градоначалникот, туку жителите од овој крај кои добија патна инфраструктура, затоа што овој пат е добар и за овој ресторан, но овој пат истовремено ќе биде добар и за вишните кои ги има фирмата Фрутана. Оваа фирма има стотици хектари под вишни и наскоро очекуваме да направи погон за преработка на вишната овде и мислам дека ќе вработиме голем број на луѓе кои се млади, кои стојат овде во селото Лакавица, Балталија, Пукче, Селце, Лесковица и се надевам дека на крајот ќе имаме полн живот во овој дел. Ова е многу бав дел, а на Штипјани посакувам и на вас. Дојдете навечер, после 19 часот или 18:30, оставете го автомобилот овде, отидете пешки 4 км до Суво грло, ќе се изненадите колку убаво место е и колку е пријатно да се патува. Се на се, среќи сум што ми дадовте шанса после 70 години и повеќе независна држава да ви направиме пат. Мислам дека направив нешто што ќе го паметат генерации, но ако не беше поддршката на нашата влада, лично мора да ви кажам дека и тогашниот премиер Никола Груевски и сегашен председател на ВМРО ДПМН, максимално човекот ме разбра кога реков дека ќе направиме секое наше село да добие патна инфраструктура. Наскоро ќе го пуштиме патот и до Долно Трогрици, кој е прекрасен и ќе води од селото Врсаково. Се на се нека ви е честито, уживете во ова, чувајте добиток, орајте ги нивите, нека има работа, затоа што нашиот град му треба добра и здрава еколошка храна. Фала уште еднаш. Во наредната фаза следува проект за водоснабдување преку изградба на канал од Мантово до селото Софилари. Инаку досега за различни инфраструктурни зафати во Лакавичко се инвестирани над 4 милиони евра. Улици и спортски терени ќе се градат и во селото Селце, во кое досега немаше ниту еден метар бетон или асфалт. Продолжува изградбата на патишта и улици во лакавичките села.
Од денес почна поставувањето на тампон, пошто ќе следува и асфалтирање на улиците на село Селце. Општина Штип продолжува со градежната експанзија. По асфалтирањето на патот во село Сувогрело се префрли механизацијата во селото Селце, каде што ќе бидат изградени околу 1200 метри селски улици. Проектот е во вредност околу 3 милиона денари и се инвестира од буџетот на општина Штип. По завршувањето на овие улици, кои се очекува да бидат следната недела да бидат асфалтирани, механизацијата се сели во селото Долани, каде што ќе има изградба на уште 4 нови улици, бидејќи минатата година завршивме една улица од околу 1000 метри што го поврза селото со манастирот Свети Илија. Останаа уште 3-4 улици по барање на жителите на село Долани, кои што ќе бидат завршени следната недела. За жителите ова е долго очекуван момент, зашто движењето по стрмните калливи и прашливи улици им го загорчуваше животот со години. Значи, после толку години Селце немаше ништо, апсолутно, значи човек не може пешки да оде, камоли па со возило. Така да сега се работи на ситуација што стварно има страшни големи работи што се вршат, улици никој пат не е имало, сега ќе има асфалтирани улици, игралишта ќе се прави за децата и мислам дека такво задоволство не е имал никој пат ово население и вакви работи, посебно вај градоначалник како што е, никој ништо не правил. Значи направено е, преземена е водата, локалниот водовод во Селце под ингеренција на јавното предпријатие ИСАР. И тај проблем е решен. Улици се решени сега за кратко време ќе бидат и асфалтирани и не знам више нема што тука повише да се тражи, мислам дека се е завршено. Освен улици, во ова и останатите села ќе се градат и спортски терени. Овде ќе имаме изградба на ново спортско игралиште, ќе имаме изградба на ново спортско игралиште и во село Лакавица, реконструкција на спортско игралиште во село Чардаклија, реконструкција на спортско игралиште во село Шаварлија. Со изградбата на уште неколку локални патишта и улици, општина Штип го заокружува планираното поврзување со сообраќајници на сите населени места, со што се создаваат услови за подобар живот на тамошните жители. Во сите овие инфраструктурни зафати во Лакавичко досега се вложени над 4 милиони евра. Плевелот и оризовата култура, кои агротехнички мерки треба да се преземат за да се заштити оризот? Ке слушнете од следниот стручен совет. Што се однесува до оризопроизводството, сеидбата на оризот оваа година заврши или поточно е при крај во оптималните рокови. Немавме некои проблеми при сеидбата, затоа што послужи времето како за припрема на површините, така и понатаму за самата сеидба. Имавме топла и влажна пролет што одговараше за припрема на оризовите површини, меѓутоа одговараше и за развој на плевелот. Понатаму, по извршување на сеидбата, настапи еден по-ладен период кој што воопшто не одговара за развој, за раст и развој на оризовата култура. Меѓутоа пак ќе спомнам, овие температури одговараат за развојот на плевелот и така да е забележано дека е присутен голем број на плевел по оризовите полиња. Значи, главен проблем на оризопроизводителите во целокупното производство, освен би рекол цената и откупот, останува борбата против плевелот, кој што годинава го имаме обилно по полињата, од причина што спомнав дека температурите заладија по сеидбата, а тоа одговара на плевелот, а имавме и претходно топла и влажна пролет, која што исто така е добредојдено за плевелот. Меѓутоа, овие температури кои што се малку по-студени, би рекол, не одговараат воопшто за развојот на оризовата култура, па е забележено, да речеме, проредено поникнување на оризот и е намален склопот на растенијата по единица површина, што исто така е причина да имаме многу повеќе плевел по самите оризишта, затоа што тој простор кој што би требало да го зазема оризовата култура останува празен, на тоа место доаѓа плевелот кој што се бори во тој животен простор и зазема се поголем замав. На површините каде што сеидбата беше извршена порано, веќе почнуваат производителите да вршат заштита од плевел. Самите производители ги знаат проблемите во Кочан и Кочанско на различни локации и различни плевели се јавуваат, би рекол, затоа што имаме некои површини кои што самите површини заплевени со поголем број на плевели, различни типови на плевели, така да и производителите таму имаат поголема мака со сузбивање на плевелот.
Во моментов на пазарот се наоѓаат, значи самите производители можат да бират, има избор, има асортиман на хербициди кои што би задоволиле во борбата против плевелите, меѓутоа пак би рекол од регион до регион различни плевели имаме, така да и производителите веќе различни хербициди барат за сузбивање на тие плевели. Во Кочани и Кочанско, што се однесува до оризопроизводството, секогаш е присутен и увозот, нелегалниот увоз, односно увоз на хербициди кои што нема дозвола за употреба кај нас, меѓутоа на разни начини самите производители се снаоѓаат или тражат канали како да дојдат до хербициди кои што би биле поевтини, меѓутоа од друга страна па се и по несигурни, би рекол и поопасни за оризовата култура, затоа што и предизвикуваат некои фитотоксични проблеми кај самите растенија, односно ожегување или подгорување на оризовата култура, па понатаму е неминовна и употреба на некои течни ѓубрива кои што би го ојачале самото растение и би му дале свежина и за да понатаму вегетира. Затоа би сакал да кажам дека самите производители треба да обрнат внимание и на ова и да користат хербициди кои што се регистрирани за употреба кај нас и кои што се наоѓаат во продажните мрежи низ градот, би рекол, во Кочани, каде што за разлика од минатите години, оваа година ќе имаме и нови хербициди кои што би биле сепак се надевам поуспешни во сузбивањето како на плевелите, теснолисните плевели, така и на плевелите од групата на широколисни плевели. Секако дека производителите ќе користат и своји искуства, претходни искуства, меѓутоа добро е да ги консултираат и стручните лица, луѓе кои што се агрономи, кои што се вработени во земјоделските аптеки и да се придржуваат кон тие совети. Со оглед на тоа што во последно време се јавуваат и голем број на видови и подвидови од веќе постоечките плевели, значи секоја година се јавува проблем со понекој плевел кој што самите производители не можат или во моментов не постојат хербициди за таа намена или веќе сакаат да користат некои други хербициди кои што ги користат дали во житата или меѓутоа тоа го користат на своја рака. Тоа би рекол кога веќе немаат лек против тој плевел со ниеден од постоечките хербициди, пак за таа намена да се консултираат, затоа што знам дека во Кочанско и околината се користат и такви хербициди кои што се дозволени за употреба во пченка или во стрни жита, а дел од производителите пак пробаат да употребат и кај оризовата култура. Значи се наоѓа решение и за дел од плевелите, меѓутоа треба да се внимава да не бидат токсични, фитотоксични врз самата оризова култура, која што понатаму се одразува и врз самиот принос на и квалитетот и приносот кај самиот ориз. Тоа беше се во рамките на ова 39-то издание на емисијата Агроисток. Повторно се гледаме за 7 дена. Пријатно и довидување.